Добар ден, почитувани колеги советници. Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања при Советот на општина Битола денес одржува седница на 28.2026 година на која ќе се разгледа следниот дневен ред. Прва точка, решение за именување на член во надзорниот одбор на ЈКП Водовод Битола. Втора точка, решение за именување на член во надзорниот одбор на КЈП Нискоградба Битола. Трета точка, решение за именување на член во надзорниот одбор на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Четврта точка, решение за именување на членови во Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Битола. Петта точка, решение за именување на решението за именување членови во локален совет за превенција. Шеста точка, решение за разрешување именување на членови во комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди. Кој за вака предложениот дневен ред ве молам да гласаме. Со 4 гласа за, усвоен е дневниот ред на денешната седница на комисијата. Пошто првите 3 точки се однесуваат на членови, избор на членови, односно предлог на именување на членови во надзорните одбори во 3 јавни предпријатија, дали се сложувате представникот на општинската администрација да ги образложи сите 3 точки заедно, па после одиме кон предлог за именување. Точка по точка ќе одиме. Во ред? Ви благодарам. Повелете. Почитувани советници, најпрво ќе почнам со првото предпријатие, Водовод. Значи, согласно јавниот повик во предпријатие потребно е да се избери еден кандидат кој што треба да има најмалку 5 години во областа на економските работи. При тоа се пријавија 2 кандидати со уредно доставена документација нормално во предвидениот рок согласно јавниот повик. Еден од кандидатката Дијана Рунтевска, кој што е дипломиран економист, а исто и Златко Милошевски, кој што е дипломиран економист. Дијана има стаж 9 години, за разлика од неа Златко Милошевски има 37 години работен стаж. Со пријавените кандидати, кои што поминаа во втората фаза, комисијата одржа интервју на кој што се поставува прашања, мотивациони прашања, како и прашања од општите и посебните компетенции, кои што ги поставуваше членот од комисијата кој што е од јавното предпријатие. И двата кандидати продолжи натаму и согласно исто това ви доставивме нацрт листи. Во однос на второто предпријатие, тоа е предпријатието Нискоградба. Значи во ова предпријатие исто така се избира еден кандидат во надзорен одбор кој што треба да има најмалку 5 години работно искуство од областа на економските работи. Уредно доставени пристигнати пријави до нас беа од страна на кандидатите Гордана Балтовски и Душан Божиновски. Двата кандидати се дипломирани економисти, додека во ова предпријатие имавме и неуредни пријави, односно имавме една пријава во која што пријавената кандидатка немаше 5 години работно искуство во областа на економските работи, а исто и втората кандидатка немаше работно искуство од 5 години во областа на финансиското работење. Во втора фаза преминавме со интервјуто. На интервјуто се појавија двата кандидати, и Гордана Балтовски и Душан Божиновски. Исто така комисијата поставуваше прашања за општите и посебните компетенции, како и мотивациони прашања. Во однос на третото предпријатие, тоа е предпријатието за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг. Значи во ова предпријатие се избира еден кандидат кој што треба исто така да има кој што мора да има 5 години работно искуство од областа на финансиското работење. При тоа уредно пристигнати пријави беа 2 кандидатки, Гордана Балтовска и Мирјана Граматковска, и двете кандидатки ги исполнува условите, односно се дипломирани економисти, и согласно истото продолжија во втора фаза интервју, каде што му поставивме соодветните прашања. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали некој има прашања во поглед на начинот на спроведување на постапката до општинската администрација? Доколку немате, одиме по точките на дневен ред.
Прва точка, решение за именување на член во надзорниот одбор на ЈКП Водовод Битола. Дали некој има предлог за именување на член во надзорниот одбор на ЈКП Водовод Битола? Доколку никој нема предлог, јас го предлагам Златко Милошевски за член во надзорен одбор на ЈКП Водовод Битола. Ве молам за предлогот да гласаме. Со 3 гласа за и 1 глас против се предлага на Советот за именување на член во надзорниот одбор на ЈКП Водовод Златко Милошевски. Одиме на втора точка, решение за именување на член во надзорниот одбор на КЈП Нискоградба Битола. Дали некој има предлог за член во овој надзорен одбор? Доколку немате, јас имам предлог, тоа е Душан Божиновски. Ве молам да гласаме за Душан Божиновски да биде предложен за именување на член во надзорниот одбор на ЈКП Нискоградба Битола. Овој предлог се усвојува со 3 гласа за и 1 глас против. По точка 3 од дневниот ред, дали имате, тоа е за решение за именување на член во надзорниот одбор на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Дали некој има предлог за именување на член во овој надзорен одбор? Доколку немате, јас ја предлагам Гордана Балтовска за член во овој надзорен одбор. Ве молам да гласаме. Со 3 гласа за и 1 глас против се предлага до Советот именување на овој член во надзорниот одбор на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Точка број 4. Решение за именување на членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Битола. По точката 4 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именување за членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на општина Битола се предлагаат следните личности. Зоран Михајловски, ВД директор на ЈПП Битола како председател, Даниел Богојовски, инспектор во увидна група во случај на сообраќајни незгоди, Здравко Натев, водич на безбедносен реон, член, Жанета Ангелевска, овластен инспектор за патен сообраќај, член, Димитар Секлевски, овластен инспектор за патен сообраќај, член, Драгица Здравковска, професор по сообраќајни и стручни предмети, член, Зоран Талевски, дипломиран сообраќајен инженер, член, Маријанчо Димовски, пожарникар, спасител, член, Томе Кукуновски, дипломиран сообраќајен инженер, член, Кристијан Крстевски, ВД секретар на ЦКРСМ ОО Битола, член, и Дејан Данчевски, дипломиран сообраќајен инженер, вешто лице од областа на сообраќајот, член. Дали некој сака да земи збор по оваа точка? Во тој случај одиме на гласање на предложените членови.
Со 3 гласа за и 1 глас воздржан, усвоен е предлогот на наведените членови за во именување на членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Битола. Одиме на точка број 5, решение за изменување на решението за именување членови во локален совет за превенција. По точката 5 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања предлага за изменување на решението за именување на членови во локалниот совет за превенција да се изврши и тоа. Знаете дека во овој совет, само тоа да ви појаснам, дека членовите влегуваат по функција и затоа се врши, решението се уште си е во сила, се врши само изменување на некои членови во овој совет. За председател на совет на општина Битола се во точката 1, став 2, за председател на совет на општина Битола се именува Бојан Бојковски. Во точка 1, став 3, командир на ПС за БПС се именува Ристо Димовски и началник на ОКР Благојче Крстевски. Во точка 1, став 8, командир на територијална противпожарна единица Битола се именува Христијан Тодоровски. Во точка 1, став 8, за координатори на советничките групи се именуваат Бојан Бојковски, Петар Николовски, Димитар Кузмановски, Гаврил Трајковски, Иван Чулаковски, Јагода Талевска, Стефан Тековски и Валдета Мустаи Фејзуловска. Во точка 1, став 12, Центар за социјални работи се именува Ивана Кочовска. Во точка 1, став 14, од ЈП Пазари се именува Сашо Маурдевски и во точка 1, став 20, се додава став 21, представник од Агенцијата за храна и ветеринарство се именува Гоце Гичевски. Дали некој има прашања по оваа точка? Доколку немате, одиме на гласање за изменување на членовите на овој совет. Оваа точка е усвоена со 4 гласа за. И одиме на последната точка за оваа седница. Решение за разрешување и именување на членови во Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди. По точката 6 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања, за избор предложи од Комисијата за проценка на штети од елементарни и други непогоди да се разрешат Зоран Шешов, директор на ИЗИС председател, Живко Марковски, дипломиран градежен инженер, Љупчо Лазаревски, дипломиран градежен инженер и Виктор Ивановски, дипломиран правник. Ве молам кој е за разрешување на овие членови да гласаме. Со 3 гласа за и 1 глас воздржан се предлага разрешување на наведените членови од Комисијата за проценка на штети од елементарни и други непогоди. На нивно место се предлагаат Наталија Илиевска, доктор по земјоделски науки како председател, Живко Марковски, дипломиран градежен инженер, Виктор Ивановски, дипломиран правник, Татјана Талевска, биотехнички факултет и Љубека Диевски, биотехничка наука. Ве молам кој е за именување на наведените членови да гласаме. Со 3 гласа за и 1 глас воздржан се предлага именување на наведените членови во Комисијата за проценка на штети од елементарни и други непогоди. Бидејќи дневниот ред на оваа седница на Комисијата се исцрпи, ви благодарам за присуството и имајте убав ден.